Дождот го уништи родот на оризот во Кочанско. Последните поплави во овој регион представуваат дополнителен нов удар врз оризопроизводителите, кои велат дека најмалку 30% од оризот останува неожнеан, бидејќи машините не можат да влезат во калливите ниви. 30% се останати површините не се ожнеани, што значи дека во знак прашање дали жетвата ќе заврши поради овие обилни дождови. Колку хектари се зафатени? Па според наши проценки над 1500 хектари. Земјоделците ја оценуваат ситуацијата како катастрофална. Велат штетите се огромни, а доцната сеидба и преполните амбари од претходната реколта дополнително го влошуваат проблемот. Како државата може да помогне во ублажување на моменталната ситуација? Бидејќи сметаме дека таму се исполнени сите законски обврски што произлегуваат од законот за кризи и дека се исполнети, значи дека треба да се пристапат да се формираат тие комисии, да се прогласи елементарна непогода и да се излезе на терен да се констатираат состојби. Врз основ на тоа, законот предвидува се изготвя елаборат, кој елаборат се доставува до влада и владата одлучува колку ќе биде процентот на обештетување. И годинава се виде дека превентивата потврли и овој регион не е подготвен ниту за помали врнежи од дожд, поради кој пред една недела дојде до поплави. Кога ќе почнеме да пријавуваме штети, огромни се штетите, и кога ќе тражиме обештетување, повише ќе имаме обештетување отколку што они сами ќе има финансиски, така речено, минус со она што ќе ископаат како вади. Инаку, откупот за стокови резерви само ќе го ублажи, но нема да го реши целосно проблемот со неоткупениот ориз од минатогодишната жетва, констатираат оризарите. Околу 20.000 тони оризова арпа стои неоткупена во амбарите на земјоделците, но стои непласирана и во магацините на откупувачите. Се очекува владата да помогне во пласманот на ланскиот род, како би имало услови за откуп на овогодинешниот. Годинава оризот е застапен на околу 4.000 хектари.